заменик председателке. Почитувана колешке Георгиевска, внимателно ве следев како си говорите за некаков си развоен буџет, иако на целата македонска јавност и е познато колку се развојни буџетите што ги носите, а тоа многу убаво се слуша и во вашите најчесто употребувани зборчиња: планира, се очекува, ке. Со вас, колешке, и со власта што ја представувате уште не за долго, ништо веќе не може да се предвидува, а уште помалку да се очекува. Зошто? Еве денес почнуваме со општата расправа за буџетот и вие овде си се однесувате како ништо да не се случило во четвртокот. Како неизгласувањето на недоверба на владата да се случи на сосема демократски начин. Како ВМРО ДПМН е да не беше апсолутен победник на изборите на 31 октомври, како да не ни предстои енергетска криза, како да не растат цените секојдневно и што е најлошо, како да сте ја сватиле пораката од народот. Ние ќе говориме, колешке Марковска, ќе предлагаме и ќе критикуваме и ќе реплицираме затоа што буџетот им припаѓа на граѓаните и тие имаат право да знаат каде одат нивните пари. Сепак, почитувана колешке, ќе го донесеме буџетот, колку и да не ни се допаѓа, затоа што не сакаме да ги казнуваме граѓаните кои и онака се премногу казнети од страна на вашата власт. Внимателно ве слушав и вас, и почитуваниот министер, и се прашувам зошто никаде во овој ваш развоен буџет, никој во вашата силна развојна компонента никаде не го споменува жалниот македонски туризам. Или, како и во однос на се што наведов претходно, со сила не терате и за македонскиот туризам да мислиме како да закрепнал, како да дале резултат, како пандемијата да исчезнала и како се да се вратило во нормала, па на македонскиот туризам му давате само 32,5 милиони денари. Замислете, при највисок буџет во историјата на Македонија од 4,4 милиарди евра, туризмот добива трошки. Како и дали воопшто ќе се промовираме, дали воопшто ќе осмислуваме проекти за туристички развој и напредок, што ќе правиме со нашите атракции кога немаме средства за акции, тоа само вашата расипничка власт го знае. Го споменавте приватниот сектор, но добро е да му кажете на тој сектор кого се храни. Имаме над 300 државни органи на кои ни името не им го знаеме, а камоли да знаеме што и дали воопшто работат, каква полза имаме од нив, затоа што ги плаќаме и тоа дебело. Они во состав на владата, дел од министерства, агенции, комисии, самостојни органи, инспекторати, предпријатија во државна собственост, управни одбори, надзорни одбори, сосема невидливи и непознати, ама со солиден буџет. Затоа пак пари за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, од кој оваа земја може да живее, нема. Ете затоа, почитувана колешке, ВМРО ДПМН победи со 100.000 гласови и тоа не се само гласови. Тоа е пораката и волјата од народот, онаа порака за која велите дека сте ја сватиле. И после 4 години власт, добро е што ви текнало дека фискалната и редизајнираната буџетска политика преку зголемени капитални инвестиции представуваат клучни елементи на фискалната политика за поддршка на макроекономската стабилност, забрзување на економскиот раст, а со тоа и зајакнување на потенцијалот за раст на домашната економија. Токму зголемувањето на капиталните инвестиции е нешто, колеги, за што трубиме цело време, ама вашата власт не умее да ги реализира. Зајакнатите инспекцијски контроли се повторно на врвот кога станува збор за подобрување на наплатата на буџетските приходи. И кога сме кај приходите и расходите, праксата многу јасно ни покажа дека ниту знаете да ги приберете приходите, ниту умеете да ги реализирате расходите. Спомнавте кратење на неприоритетните и несуштинските трошоци и да, тоа требаше да ви биде приоритет и досега, но ние никакво намалување не видовме, дури ни во време на пандемија. И повторно имаме енормни трошоци за возила и повторно имаме енормни трошоци за мебел. Понатамо,
Спомнавте дека се очекува продолжување на процесот на децентрализација. Замислете, ќе го продолжеле процесот кој не го ни започнале начело со председателот на ЗЕЛС Шилегов. Говорите за фер и лојална конкуренција, а на Комисијата за заштита од конкуренција сте и ги скратили средствата. Тоа е таа ваша дволичност. Во главни цели на политиката за намалување на тековните расходи, како прво сте го навеле зголемувањето на ефикасноста на работењето на јавната администрација преку оптимизација и рационализација на работните места. Откако ги пренатрупавте институциите и општините со партиски војници, сега ви текнало за оптимизација и рационализација на работните места, додека од помпезно најавуваната реформа на јавната администрација не видовме ни Р во годините што изминаа. Проектираниот дефицит за 2022 година во износ од 33,5 милиарди денари, како и од платата на долгот во износ од 11,6 милиарди денари, ќе се финансираат секако преку домашното и странско задолжување. Ништо без задолжување, додека јавниот долг е а сиромаштијата поголема од било кога. Буџет со нереални проекции е нереален буџет. Држава со насилничка власт не е држава. Власт со уценување на пратеници не е власт. Да ве потсетам дека странци ни гаснеа пожари, странци ни вршеа исти, членови на семејства сами си ги чуваа болните низ болниците, а имавме по 100 вработувања на дневна основа по општините. Затвореници и мафијаши слободно ни шетаа низ државата и добиваат смешни казни, иако нивниот башибузлук не чини животи. Ова ли е држава, почитувана колешке, ова ли е правда и ова ли е власт? И да се навратам повторно на туризмот, кој никој веќе не го спомнувате. Во делот за изградба на прочистителни станици за отпадни води, рехабилитација и проширување на канализациони мрежи, како и затварање на депонии и гасификација. Никаде не се спомнува Охрид, кој мора да биде приоритет пред се заради туризмот. Фала му на Бога, добивме градоначалник кој ќе ги среди овие работи. Понатаму, Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија направи една анализа според која имаме загрижувачко намалување на бројот на домашни и странски туристи и ноќевања, најголемо намалување во споредба со земјите од регионот, и тоа е јасен показател за фактот дека мерките за позиционирање на земјава како дестинација на меѓународниот туристички пазар се најслаби од сите држави во регионот, дека македонскиот туристички сектор е во очајна состојба и дека има огромна потреба од поддршка. Ама креаторите на буџетот ова не ги засегало и не само што не ги промениле пристапот и политиките кон туризмот, туку и му доделиле средства со кои може да се исплатат само плати на вработените, за кои пак се чудам што воопшто ќе работат без средства за промоција, без средства за поддршка и без апсолутно никаква идеја или грижа за туризмот. Цела година се изморив од говорење за катастрофата со која се соочува туристичкиот сектор и за потребата од поддршка за денес да добиеме најмал буџет за туризам. Една поговорка вели, за да направиме 10.000 чекори, мораме да го направиме првиот. А вие не само што не го правите првиот чекор, туку туризмот го враќате 10.000 чекори наназад. Пак ќе повторам, за 21 милион 50.000 денари се намалуваат средствата за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Чиниш го заздравевме, се испромовиравме, се е под контрола, па може да се намалат средства. Апсурд. Овде ќе ви го посочам и фактот дека кредитната гарантна шема во вредност од 307,5 милиони денари, која божем специјално ја креиравте за економските оператори кои во 2020 година прокнижија загуби и имаа забрана за вршење на економска дејност, се уште не е испорачана. Според моите информации, кои секако можете да ги демантирате, досега ниту еден економски оператор од шифра на дејност 5610 нема добиено кредит од оваа мерка. Она што го правите е маркетинг без реализација.
И наместо да осмислуваме нови форми на туризам, наместо да ја зголемуваме туристичката понуда и да се бориме за турист повеќе, ние ќе се чудиме што попрво да исплатиме со буџетските трошки што некој ваш експерт ги изесапил за туризмот. А би можеле, например, земјоделството да го поврземе со туризмот, би можеле културата да ја искористиме за туристички развој, да го развиеме здравствениот туризам, ама како и со кого? Кога го уништивте и земјоделието, и културата, и здравството, и животната средина, и се што допревте. Иако допред некое време велев дека туризмот ни е на респиратори, денес можам слободно да потврдам дека и државата ја ставивте на респиратори. И овде сосема легитимно е прашање кој го згасна светлото. А одговорот е дотолку очигледен што не морам ни да го кажам, македонската јавност го знае. Ете затоа ветерот во грб што го добиваме од граѓаните е толку силен и нема да се смири никако, освен со брзи избори. Затоа што без брзи избори, дури и на вистина да си заминете, зад вас, дури и на вистина да замине вашиот лидер, зад него ќе останат неспособните, безчувствителни и корумпирани министри кои ќе продолжат со башибузлукот на кој што се навикнати. Ете затоа ни се потребни нови избори за нова и стабилна влада. Затоа што ни се закануваат страшни кризи, а никој не може да очекува дека проблемите и кризите ќе ги решат оние кои што ги создале. Барем еднаш навистина сватете ја пораката од народот и барем еднаш испочитувајте ја народната волја, а таа е 100.000 гласови разлика и тука нема ништо нејасно колку и да не ви се допаѓаат фактите. Колку побрзо ја сватите и ја испочитувате пораката од народот, толку подобро за оваа наша мила Македонија, почитувана колешке.